Главниот град цела ноќ се чистеше од снежните наноси, информираше првиот човек на градот Орце Ѓоргиевски. Градоначалникот сподели дека заедно со дежурната зимска служба на град Скопје во текот на целата ноќ биле на терен на улиците и булеварите под надлежност на градот, каде навремено посипувале сол поради ниските температури, со посебен фокус на критичните точки. Грижата за граѓаните не познава пауза, ниту пак временски услови, додава Ѓоргиевски. Градоначалничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска-Трајковска изврши увид во спортската сала Независна Македонија, која се наоѓа во кругот на општинското основно училиште Невена Ѓоргиева Дуња, каде што се реализираа повеќе зафати за унапредување на условите во овој спортски објект. Од општината информираат дека во рамки на извршените активности набавени и монтирани се нови LED рефлектори, кои се енергетски ефикасни и еколошки, со што значително е подобрено осветлувањето во салата. Дополнително извршена и замена на сигурносните вентили за висок притисок на топловодната инсталација, како и зајакнување на кровната конструкција. Унапредувањето на спортската инфраструктура е наша уврскано искрена желба, вели Стаменковска-Трајковска. Со овие инвестиции, потенцира градоначалничката, се обезбедуваат побезбедни и поквалитетни услови за спорт и физичка активност на децата. Верувам дека вложувањето во вакви објекти директно придонесува за здрав развој, спортски дух и позитивни навики кај младите, истакнува таа. Општина Аеродром го најавува културно-уметничкиот настан во чест на Тоше Проески, наречен Тоше те сакаме. Имено утре на 23 јануари од 12 до 15 часот во аулата на општинското основно училиште Лазо Ангеловски во Ново Лисиче ќе се одржи настан посветен на ликот и делото на Тоше Проески. Настанот е иницијатива на жителите, реализиран со поддршка и коорганизација на општина Аеродром во соработка со детските градинки и основните училишта. Преку музика, уметност и детска креативност ќе одбележиме хуманоста и трајните вредности на Тоше, велат организаторите. Ке настапат и познати македонски музички имиња, меѓу кои Огнен Здравковски, Марија Спасовска, Тамара Волчевска, Владимир Пуповски, Ивона Јо, Мартин Јан Кириловски, Наде Талевска и други. Влезот е бесплатен за сите. Во рамки на традиционалните крводарителски акции на Црвениот крст на град Скопје и оваа година ќе се реализира крводарителска акција посветена на хуманоста и делото на големата музичка звезда Тоше Проески, кого и покрај тоа што прерано не напушти, за секогаш ќе го паметиме како символ на хуманост. Оваа крводарителска акција, велат организаторите, прерасна во препознатлива и традиционална хуманитарна активност во Скопје, која секоја година обединува голем број граѓани, особено млади луѓе кои во ликот и делото на Проески препознаваат позитивен пример. Годинава акцијата ќе се одржи на 25 јануари, недела во холот на Домот на АРМ, во периодот од 9 до 17 часот. Во организација на акцијата се вклучува Општинската организација на Црвен крст Газибава со поддршка на Институтот за трансфузионна медицина. Крвта како лек се уште е незаменлива. Незиното обезбедување зависи исклучиво од хуманоста и добрата волја на крводарителите. Затоа мотивирањето и вклучувањето на населението во вакви акции е од исклучително значење, велат од Црвениот крст на град Скопје и Општинската организација на Црвен крст Газибава. Оттаму ги повикуваат сите хумани граѓани да учествуваат во оваа крводарителска акција и заедно во духот на Проески да покажеме дека хуманоста живее. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски упати повик до сите здруженија и фондации кои действуваат на територијата на општина Центар да се пријават за финансиска поддршка за 2026 година. Средствата се наменети за поддршка на локалната заедница со фокус на развојот на микробизнисите, програмите и проектите за млади, социјалните услуги, родовата еднаквост, заштитата на животната средина и образованието за возрастни. Герасимовски посочи дека невладините организации се докажани партнери на општината, промотори на позитивни вредности и нови идеи. Рокот за поднесување пријави и документација е 10 дена од денот на објавувањето на веб страницата на општина Центар. Уопсен е малолетник фатен со дрога на подрачјето на општина Карпош, имено на 21 јануари во 22:30 часот во Скопје на подрачјето на општина Карпош. Полициски службеници од СВР Скопје лишија од слобода 17 од Скопје, затоа што кај него е пронајдена и одземена марихуана, информираат од полицијата. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок, велат од МВР.
bliže, što mi rastu pesmi. Večno ke ja sam